љубители на ликовната уметност. Во пресрет на новогодишните празници, ја привршуваме календарската 2025 година. За галеријата Ранко Струмениковски, Мош неплодна, 15-тина изложби отворивме. Почнувајќи од минатогодишниот лауреат на графичкото триенале во Битола, Леонардо Готлиб од Аргентина, со негова самостојна изложба. Продолживме со одбележување на 65 години од Друштвото за наука и уметност. Првото друштво таков вид во Република Македонија. 7 години со поголем стаж од Македонската академија за науки и уметности. Продолживме со изложба самостојна на Ристо Ристовски, татко на академик Васко Ташковски, дедо на Лара Ташковска, која исто така имаше потоа самостојна изложба. Во меѓувреме направивме промоција на монографија и самостојна изложба на сликарка Билјана Толевска Наумовска. Следуваше изложба самостојна на Ранко Струмениковски во рамките на Интерфест 33-тото издание, обемна изложба. Продолживме со изложба на Илија Кочовски, 80 години од неговото раѓање, исто така квалитетна изложба. Следуваше изложба на ВДИСТ, капитална изложба, 70 години од формирањето на ова прво здружение во Македонија, толчаниците, академски сликари. Последната изложба беше на еден наш македонец од Воден, кој што живее во Солун, а ликовна академија има завршено во Минхен, кој што илустрираше квалитетни илустрации за приказни, народни приказни од Воден и Воденско за деца. Таа изложба ќе продолжи во Ресен и во Демир Хисар. Меѓувреме имавме и изложби на млади талентирани ученици од горната и долната гимназија, со оглед на тоа дека и самата галерија првонаменски е насочена кон стимулирање на младите таленти. Впрочем, јас сум доктор за надареност и талентираност и тоа е и оправдувањето и постојањето на оваа изложба, независно дека организираме и многу врвни изложби. Следна ќе биде на Васко Ташковски, познат меѓународно светски наш ликовен уметник, битолчанец. Се ова немаше да се направи без поддршка, без помош на мојот пријател, ликовен критичар Владо Ѓорески. И стигнавме до оваа изложба, исто така ретроспективна, монументална, 50 години творештво на Методија Ивановски Менде. Јас во каталогот напишав еден мал прилог, доколку дозволите, можам тоа да го прочитам. Половина век континуирано и разновидно уметничко творештво. Антологиска изложба на сликарски дела на Методија Ивановски Менде 1929-1995 година со хронолошки опфат од половина век творештво, почнувајќи од 1946 година, па се до неговата смрт приредува галеријата Ранко Струмениковски Битола. Благодарение на педантно и грижливо чуваните дела од страна на наследниците на Методија Ивановски, посебно на неговото семејство Љупче Ивановски, јавноста има можност да проследи голем дел позначени сликарски остварувања од различни периоди и дела од повеќе уметнички сфери. Така, имаме цртежи со јаглен, уште од раните средношколски години на уметничката школа во Скопје, па преку слики од почетниот енформел присутен во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, продолжувајќи со акварели и дела во масло на платно, па се до скици и сценографски решенија на театарски представи, фестивали и студиски потреби за сценографии во Македонската радиотелевизија, каде го проведе својот работен век Методија Ивановски. 50-тината дела, од кои извесен дел за прв пат се достапни за јавноста, говорат
за едно богато и плодно и конечно повеќестрано уметничко творештво, стилски разнолико и пред се автентично, оригинално и авторски препознатливо. Методија Ивановски е еден од представниците на првата генерација современи македонски академски сликари кои оставија силен печат и трага во развојот на уметничкиот израз и осовременување на ликовниот живот во Македонија, а под влијание на современите европски трендови и движења во втората половина на минатиот век. Новите европски концепти и иновации како да му погодуваа на Методија Ивановски и заради неговиот сензибилитет и неговата желба за откривање нови современи уметнички решенија. Можноста пак тој одблиску и непосредно да се запознае со современите уметнички трендови во Европа и Америка при неговите студиски престои во афирмирани културни центри во светот, само ја заокружуваа сликата за авторот и секако за неговото дело. Методија Ивановски своето официјално јавно представување пред публиката го има во 1952 година во родната Битола со приредување прва самостојна изложба. Затоа пак, како новина и ексклузивитет на оваа антологиска изложба на публиката и нудиме вредни уметнички дела, цртежи, датирани од 1946 година, кои имаат високи уметнички стојности и истовремено и историска тежина и вредност. Како еден од петмината членови на првата организирана ликовна група Кајнас, уште од 1955 година, групата ВДИСТ, Видимче Димовски, Ивановски, Спировски, Траиковски, популарно познатиот Менде, Методија Ивановски зазема значајно место меѓу корифеите на македонското повоено современо сликарство. Ви благодарам. Следува кусо обраќање на неговиот син Љупчо Ивановски. Сесрдно излезе во пресред за соработка и е благодарен воедно за и верувам дека и оваа соработка ќе ја продолжиме и понатаму. Благодарам прво на сите што сте присутни за посетата на изложба. Сакам пред се да му се заблагодарам на Драган и на Тања за соработката за овие две изложби кои ги реализиравме досега. Прво ВДИСТ, па потоа самостојна изложба на мојот татко. Првенствено, идејата беше да направиме самостојна изложба на за сликарството на меѓутоа во разговор и договарање за изложбата се појави идејата да се прошири и на делот од првичните негови почетоци, школските денови со цртежите, а плюс и да збогатиме и со втората, да не би рекол поневажна, меѓутоа исто така активност во смисол на неговиот професионален ангажман во македонска телевизија како сценограф. Он беше професионално определен као сликар, меѓутоа неговите работни обврски во македонска радиотелевизија ги обавуваше како професионален сценограф. И не само во македонска радиотелевизија, него и пошироко имаше реализирано многу сценографии за Балкански и Охридски фестивал, Златно славење, други манифестации надвор од телевизија, и идејата на Драган беше и дел од тие сценографии да ги изложиме во оваа прилика, кои што се поставени во приземјето на објектот. Така да го заокруживме на некој начин целокупното авторско творештво. А главната и животна определба и прекопација му беше сликарството, кое овие дела кои што се овде изложени се потрудивме да има од сите периоди од неговото сликарство. Така да се надевам дека и му благодарам на Драган што успеавме да направиме една ваква ретроспективна изложба, да го прикажеме неговото творештво. И да се и да се подсетиме.
Тоа е една од последните фотографии негови пред неговата, би рекол, прерана смрт. Беше во полна творечка сила, меѓутоа болеста го совлада така да го заврши живот прерано. Можеше и повеќе од сето сето тоа. тоа. Продолжени уште мали биографски податоци кои што ќе ги прочита Теодора. Како што напомена мојот татко Драган Ристевски, ликовниот критичар Владо Ѓоревски од оправдани причини денес не е со нас, но за ова изложба и за оваа денешна на убава пригода, тој напиша прилично долг текст кој што се наоѓа во каталогот, но јас ќе прочитам само еден краток најважен пасос за да не го должиме многу отворањето. Ликовниот пат на Методија Ивановски Менде е цврст, непоколеблив, безкомпромисен, без разновидни стилски притумбации и екстравагантности. Од почетокот на своето момечко деби, па се до последната негова слика, тој ја следи својата мисловна и интуитивна постојаност, како своевиден метроном, чие темпо се обрзува со годините на се побројниот опус, создавајќи ја творечката целина како јадро на лаконски изра и изграден свет, жесток, но не во својот израз или потез, туку жесток во истрајноста да се издржат сите безбројни ликовни и културолошки калкулации од сите нивоа и изрежирани позиционирања. Сликарството на Менде Ивановски не го има добиено вистинското свое место, не во академската баналност, повторувана до исцрпувачка стерилна рециклираност. Тоа е самостојно, осамувано творечко и човечко кредо, кое упорно се обидува да не пробуди, особено денес. Неговата трајност, важност, длабоко понирање и воздигнување на остатоците на сите наши изгубени, исчезнати, уништени, украдени животни артефакти, како ликовни траги, лузни, можеби ќе бидат во скорешна иднина антологиски остатоци на еден народ, кој доброволно ќе исчезне во својата цивилизацијска анамнеза, одбирајќи го своето дефинитивно ништо. Ова се зборовите на критичарот Владо Ѓоревски. После ова излагање, после овие зборови, ја отвораме свечено, ја прогласуваме ретроспективната изложба на Методија Ивановски Менде за отворена. Повелете да зборувате. Честито, среќни.